Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Еве ја најавата за вечерашново издание. Што е македонската полиција? Сервис во служба на граѓаните и безбедноста или партиска паравојска под команда на Митко Чавков? Од моментот на ескалација на ситуацијата, се до 20 часот, раководителот на штабот, господинот Митко Чавков, не беше достапен за мене. Што му ветувал Чавков на раководството на СДСМ, а што се случи синоќа? И површна анализа на снимките открива многу познати лица меѓу насилниците. Зошто Зоран Заев го оправда отсуството на лидерот на ДУИ Али Ахмети? Отсуството на Али Ахмети беше осмислено и со причина. Причината, претпоставувам, ја знаете и самите, да извлечете како анализа. Дали Трајко Велјановски ќе му го предаде кабинетот на Талат Џафери? Германскиот министер за Европа Михаел Рот коментира: националистички варвари сакаат да ги уништат последните остатоци од демократската култура во Македонија. Не може се попуштати жели некога да под сваку цену задржи власт и онда када било изгуби изборе или nije способан да у сарадни sa другим странкама обезбеди парламентарну веćину. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгл ќе го видите во кратко интервју вечерва. Ќе видите и како одговара техничкиот министер за надворешни работи Никола Поповски, соочен со прашање на странски новинари за пораките од меѓународната заедница дека ВМРО ДПМН треба да ја предаде власта. Во студиото ќе биде еден од пратениците на СДСМ што синоќа беа повредени, Оливер Спасовски, кој е и поранешен министер за внатрешни работи. Гледајте, не почнуваме по кратката пауза. Гледате 360 степени. Реков, наш гостин вечерва е Оливер Спасовски, еден од пратениците кој што беше повреден во синоќешното насилство во парламентот, инаку поранешен министер за внатрешни работи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Дали она што како снимки можеме да го гледаме синоќа и целиот денешен ден од внатре, од собранието на автентичен начин го опишува, она што го доживеавте лично? Знаете, има многу снимки од медиумите, многу снимки кои што ги правеа колегите, многу снимки има и од насилниците кои што сами се снимаа додека го правеа насилството и уживаа во тоа што го правеа над нас. Е автентично тоа атмосферата која што ја види и целата македонска јавност со преносите кои што ги беа директни од собранието, од салата на пресцентарот на Собранието на Република Македонија. Тоа е нешто што се доживеа, во кое што навистина вакво насилство, на уривање на домот на демократијата, на законодавниот дом во парламентот и притоа смислено сценарио за линчување на пратеници во македонскиот парламент е нешто незапаметено во македонската историја. Вие видливи се повреди, посебно на главата. Имате фрактура на носот? Да, имам фрактура на 2 места на носот, неколку посекотини по вратот и по лицето, што е евидентно. Тоа е... Со што бевте напаѓани? Со какви предмети? Па видите, кога влегоа прво луѓето со качулки на главите, со фантомки, неколкумина, јас не можам точно да знам колку беа по број, меѓутоа влегоа, дел од нив беа и наоружени, на еден од нив испадна и пиштолот, да има ножеви со нив. И тоа се што можеше да се најде во просторијата на пресцентарот на Собранието, од камери, од држачи за камери, од ногарки од маси, лајсни кои што беа поставувани во пресцентарот и така натаму, со се беше употребено да бидат Вие нападнати. Со што бевте конкретно ударен, знаете? Па со железен предмет неколку пати со шипка, со неколку дрвени предмети, со еден постамент за знаме, 2 пати гаѓан со дел од столица.
и така натаму. Кому му должите благодарност за тоа што останавте живи? Покрај себе си се разбира. Фала му на Господ за тоа што еве имавме среќа, да кажем, да останеме живи и голема благодарност на луѓето од обезбедувањето, кои што беа моje лично обезбедување како поранешен министер за внатрешни работи. Тоа се луѓе од МВР. Тоа се луѓе од МВР, полицајци кои што со решение на министерот се доделени како моje лично обезбедување. Едниот од нив беше во првиот момент со мене, додека двајцата подоцна заради тоа што не ги пуштаа прво да влезат внатре во собранието, после извесно време влегоа, благодарение на нивната присебност, благодарение на професионалноста која што ја има, благодарение на луѓе кои што помогнаа во делот, имаше и делот луѓето демонстранти кои што застанаа во одбрана на пратениците, пратеникот Владимир Ѓорчев кој што после некое време се појави во салата и беше цело време со нас. Сето тоа се сплет на околности кои што не го дозволија сценариото кој што беше замислено за линч. Дали реално животите ви беа во опасност? Како ви беше чувството? Реално загрозувачки по животот на пратениците, сите што беа тука во салата, пратеници на СДСМ и на ДУИ, на Алијанса за албанците, едно смислено сценарио со сериозна умисла да дојде до линчување од такви групи насилници кои што беа пуштени во собранието да влезат. Значи тоа се гледа од сите снимки кои што ги објавуваат и медиумите, како ќе видите полицајци со раце во џебот стојат, се поздравуваат со оние кои што влегуваат во собранието. Сето тоа укажува на едно смислено сценарио кое што требаше да резултира со линч на пратеници од парламентарното мнозинство. Пред да го продолжиме разговорот, ќе видиме анализата на Александар Димитриевски за односот на полицијата, која е предмет на критичка обсервација преку паралела со слични настани во минатото. Директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков доцна поплавнето јавно прочита однапред подготвена изјава, но не одговори на клучните забелешки од министерот Агим Нухиу. Зошто не му се јавувал 2 часа и зошто полицијата наместо да го штити собранието и пратениците, соработуваше со насилниците. Овие снимки се од пред точно 2 години кога граѓани излегоа на протести по бомбата за убиството на Мартин Нешковски. Полицијата само го следеше настанот, се до моментот кога дел од групата се обиде насилно да влезе во владата. Никој, на крај, не се приближи до вратата на владиниот објект. А демонстрантите беа бркани низ целиот град. Овие снимки се од вчера, кога граѓани излегоа на протести по изборот на Талат Џафери за претседател на собранието. Полицијата само го следеше настанот, дури во моментот кога дел од групата посака да влезе во зградата на парламентот. Изгледаше како само дел од полицајците да се обидуваат да си ја вршат задачата, додека други нивни колеги може да бидат видени како се поздравуваат со демонстрантите. Зошто полицијата потврли и буквално ги пушти демонстрантите во собранието, наместо да реагира како пред владата пред 2 години, според министерот за внатрешни работи Нухиу, затоа што командата била партиска. Од моментот на ескалација на ситуацијата, се до 20 часот, раководителот на штабот, господинот Митко Чавков, не беше достапен за мене, иако го барав и телефонски, и лично во оперативниот штаб. Сакам да потенцирам дека, за жал, е очигледно
дека во структурите на Министерство за внатрешни работи политичкото влијание има голема улога, што е за секаква осуда. Делот вработените во Министерство за внатрешни работи, на место да ги почитуваат законите и да ги извршуваат своите работни обврски, постапуваат по наредби на политичките центри. Нешто што е за најсилна осуда. Ве молам. 4 часа подоцна, од истата говорница, директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков ги отфрли обвинувањата дека полицијата била непрофесионална. Имаше обиди полицијата да го спречи влезот на иритираната и разгневена маса, но употребата на сила во тие услови можеше да значи и да предизвика десетици жртви. Полицијата отпочна со примена на сила веднаш откако добивме информации дека е неопходна интервенција затоа што во собранието е загрозна безбедноста на луѓето внатре и во моментот кога дополнително ги зајакнавме силите со кои проценивме дека можеме да спроведеме брза и енергична акција за евакуација на присутните пратеници и повредените лица. Како примери за слично постапување на полицијата, Чавков ги спомена протестите токму на шарената револуција, кога беше демолирана канцеларијата на председателот или кога демонстрантите фрлаа боја на институциите. Но испушти да го спомене фактот кој не му оди во прилог, дека полицијата на тие протести во ниту еден момент не дозволи демонстрантите да влезат во владата, собранието, градот или во било која друга институција пред која се протестираше. Ниту пак беше загрозен физичкиот интегритет на било кој функционер. Но, се паметат случаи кога полицијата дозволила влез на граѓани во институција и тоа кога во неа имало луѓе. 4 години наназад, на протестите пред општината Центар, сценариото се чини беше слично како вчерашното во собранието, иако во далеку помали размери. Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маваме. Добро, ги Од имате... петок ќе му составиме едно 2000 луѓе пред Центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат. Да. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно 3-4 шамари јаки да му звези пред сите. Не може ништо да му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривично, има прекршечно само. Влезот во општинските бараки тогаш беше спречен бидејќи на вратата застанаа партиски членови на мнозинството во Советот. Дали групата на која беше дозволен влез во собранието беше водена само од гнев потикнат од настаните во парламентот или беше водена од други мотиви како при протестите пред Центар? 360 степени ги прегледа речиси сите јавно достапни видеоснимки од синокешните настани, каде забележавме очигледни обиди за контрола на штетата. Најинтересна е оваа снимка, кога групата демонстранти упаѓа во прес-центар. Ова маскирано лице, иако упадна меѓу првите и меѓу првите стигна до пратениците кои беа нападнати. Во ниту еден момент додека трае оваа снимка, не удри по народните избраници. Напротив, се чини дека внимаваше групата да не претера во тепањето. Подоцна, учествуваше во давањето команди кон другите маскирани и немаскирани лица за да се повлечат. 360 степени и официјално се обиде да дознае дали маскираните всушност биле инфилтрирани полицајци на задача. Имате ли информација дали некои од лицата кои што беа во фантомки со кашулки се полициски службеници? Таква информација не поседам. Во продолжението одговорот не понуди цврст став дали зад маските може би биле полицајци, но не по задача од МВР. Дека такво нешто е можно, уште пред 2,5 недели во интервју за 360 степени предупреди првиот човек на УБК во времето на конфликтот Горан Митевски, кој патем ја има извршувано и функцијата на која денес е Митко Чавков. Јас сепак опасноста не ја гледам во тие патриотски здруженија, туку во структурите во МВР кои се примени во последните 10 години, кои се уште се обидуваат слепо да извршуваат задачи на директорот Чавков и не го почитуваат Законот за внатрешни работи и Законот за полиција. Тука е единствената опасност за ескалација меѓу
народот, без разлика дали е тоа меѓу македонците или при евентуално демонстрирање на албанците по повик на некој од албанските политички партии. До овој момент задржани се 8 лица за насилството во собранието. Внатрешната контрола на МВР го истражува постапувањето на полицајците. Јавното обвинителство тврди дека го истражува однесувањето на демонстрантите. Овие институции ќе треба да откријат дали има такви кои синоќа беа и полицајци и демонстранти. Господине Спасовски, тезата на директорот на Бирото за јавна безбедност Чавков е дека немало дојава дека ќе се обидете да изберете председател на собранието вчера попладне на таков начин и дека поради тоа нивото на обезбедување на протестот било вообичаено. Па видите, тоа е една сериозна небулоза. Не се прави планови за обезбедување на објекти за тоа што ќе работи парламентот, тоа е работа на парламентот. Кога и во кој момент ќе се избере председател на собранието или ќе се носат одлуки во собранието. Тоа е работа на пратениците на парламентарното мнозинство. Планови се прават како да се заштитат државните институции. И без разлика кога има протест и колку е големината на луѓето кои што учествуваат во тој протест, секогаш полицијата мора да биде подготвена за најлошото можно сценарий. Тука нема никакво оправдување дека некој треба да даде дојава. Да. Па зошто е Тезата е дека сите изминати денови тие протести биле мирни, немало никаква најава ниту индиција дека тоа можело да се претвори во насилен протест. Па еве јас со контра прашање, дали мислите дека ако некој мисли да прави насилство како што тоа вчера го направија оние кои што добија задача да го направат, би го најавиле претходно. Полицијата мора да биде подготвена за секоја можна ситуација, посебно во услови кои што имаме подолготрајни протести на граѓаните. Па вие се сеќавате на шарената револуција. Вие се сеќавате на протестот во мај кој што се организираше за Мартин Нешковски, каде што сериозни повреди добија граѓаните кои протестираа. Имаше многу приведени и тоа за причината можеби материјална штета. Во оваа ситуација не е никакво оправдување дека немало дојава. Што работи Управата за безбедност и контраразузнавање? Дали заштита на политичките структури и злоупотреба на човековите права или се употребува за вистински намени за кои што треба да биде употребена? Затоа, јас според мои информации, тоа денеска го потврди министерот Нухију, постои штаб во оваа ситуација, што е нормално да се направи таков штаб, и веројатно постојат планови. Исто така рече министерот Нухију дека имало 3 плана за заштита на собранието на Република Македонија. Го слушавме Чавков и јавно излегуваше со изјави велејќи дека МВР професионално ќе постапи, ќе го штити собранието и нема да дозволи пратениците да бидат доведени во опасност. Има мислење дека вие помалку и наивно сте влегле вчера во такво сценарио, верувајќи му на професионализмот на Чавков. Бевте наивни? Не, воопшто не сме наивни и не мислевме воопшто дека нема овие структури на полицијата кои што се командувани од Чавков да може да се злоупотребат во политички цели. Тоа беше докажано многу пати од сега. Меѓутоа, свесни за одговорноста и свесни за тоа што може да бидат последиците, доколку на било кој начин повикавме луѓе, приврзаници на Социјалдемократскиот сојуз и други да дојдат на протести пред собранието, можеше да настане поголема ескалација на состојбите. Тоа значи дека оваа состојба која што се случи во собранието само уште еднаш го потврди тој партиско-политички инструмент кој што длабоко навлегол во безбедносните структури на Република Македонија, длабоко се злоупотребува за партиски политички цели, не мислејќи воопшто на државата. И затоа плановите за обезбедување на собранието предвидуваат точно кој и во кое време треба да превземе активности и на таков начин да си ја превземе секој одговорноста кој бил на линија на командување, а на врвот на пирамидата и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Сакам уште да разговараме околу ова, но ќе направиме уште една пауза, па ќе се вратиме со разговорот. Благодарам за сега, ве поканувам да останете со нас.
Го продолжуваме разговорот со Оливер Спасовски, пратеник на СДСМ, кој настрада синоќа во насилството во парламентот. Спасовски патеме и поранешен министер за внатрешни работи. Добро ја познава внатрешната структура и поставеноста на полициските сили. Вие спомнавте дека поголема група ваши приврзаници беше пред седиштето на СДСМ. Се слуша дека и приврзаници на ДУИ се имале организирано. И веројатно она што е непознато за јавноста е потенцијалот она што синоќа се случуваше во собранието да прерасне во многу по-сериозен инцидент, иако и ова е сериозен инцидент. Па видите, немате по-сериозен инцидент од тоа да дозволи полицијата влез на било кој што протестира во државна институција. Удар на храмот на демократијата. Нормално е дека и приврзаниците на Социјалдемократскиот сојуз после објавувањето на она што ни се случува, нас натре во собранието, да бидат собрани. 2000-3000 луѓе, не знам колку биле во моментот пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Нормално и други приврзаници на политичките партии да бидат таму. И тоа уште еднаш се покажа одговорноста и на СДСМ и на сите други политички партии, што значи државничко однесување? Дали беше под таков притисок на своите приврзаници да тргнат и да ве бранат во отсуство на полициска заштита? Да, нормално беше тоа да притискаат луѓето. Меѓутоа, нашата одговорност и во тие моменти кога се боревме да останеме живи во салата на предцентарот, сепак упативме сериозни пораки дека што и да ни се случи нам, не смее да се случи ништо на граѓаните на Република Македонија. И не смееме да предизвикаме сериозен инцидент. Господин Спасовски, ги знаете луѓето кои што беа во првата група, во првиот налет, оние од кои што веројатно ги добивте и најсериозните? Да, ги знаеме тие луѓе и очекувам дека истрагата и тоа ќе го утврди до крајот, заради тоа што тоа е еден сериозен настан кој што представуваше смислен обид за убиство на дел од пратениците во собранието на Република Македонија. Конкретни закани дека ќе бидете убиени? Да, добивавме конкретни закани во разговорите, во нападите кои што беа со нас, дека ќе бидеме заколени, дека ќе бидеме убиени, дека ќе бидеме ликвидирани. Тоа е нивната цел и така натаму. Дел од анализите во медиумите вчера и денеска е и однесувањето на луѓето кои што веќе ги спомнавте, а се дел од вашето лично обезбедување. Тоа се полицајци вработени во МВР, доделени како ваше обезбедување затоа што бевте поранешен министер за внатрешни работи. Тоа ви следува со законите и подзаконските акти во Република Македонија. Се појави една фотографија на човек со пиштол. Таа во дел од медиумите се, како да кажам, толкува како обид да се каже дека тоа била иницијалната каписла за да ги разгневи другите луѓе за да тргнат во тоа што го направија. Па видите да кажам, салата на предцентарот на собранието се наоѓа на првиот кат. Разгневената толпа влегува на главната врата на собранието на Република Македонија. Според мои информации, според информации од дел од полицајците на внатрешното обезбедување на собранието, неколку пратеници сами ги отстраниле железните пречки кои што се поставуваат на вратата од внатрешна страна на собранието за да не може да бидат лесно пробиени. Тоа укажува на едносмислено сценарио. Ако е разгневената толпа влез направена на приземниот дел на главната врата, илузорно е да се очекува дека дури се разневиле кога се качиле во предцентарот, таму кај што бевме ние. Тоа укажува дека оние кои што влегуваат биле водени од некој кој што добро го познава собранието, кој што знае каде да ги однесе. И тие 7, 8, 10, не знам колку беа првични кои што дојдоа со фантомки на главата, кои што беа вооружени, заради тоа што на еден од нив му испадна и пиштолот, беа предупредени од полицајецот кој беше лично обезбедување. И полицајецот не може да делува поинаку, освен во заштита на луѓето кои што беа таму. Сакате да кажете дека вашето обезбедување делуваше во согласност со правилата на службата? И моето обезбедување и началникот на внатрешното обезбедување беше тука и неколку други полицајци од внатрешното обезбедување делуваа врз основа на закони и на правила на служба. Имаше дел на луѓе кои што беа дојдени од 6-та управа од одделот за внатрешно обезбедување, кои што поименично беа повикувани од
другите полицајци од моето обезбедување од полицајците да помогнат, тие стоја по страна и не сака да помогнат. Дел повикува дека немаат наредби. Знаете, да немате наредба да нападнете некого, разбирам. Меѓутоа да гледате дека има животно загрозени луѓе и вие чекате наредба да ги одбраните, тоа не може да го разберам освен како политичка злоупотреба. Тоа е како лекар да час вели и половина дека нема упути. да не делува штабот. Во тој час и половина неколку пати имаше повици од луѓето од моето обезбедување да дадат насока да дојдат специјалните единици во собранието. Одговорот од нивна страна беше немаме наредба. Тоа може обвинител да го провери преку телефонски повици, преку листинзи и така натаму. Овде треба да се направи сериозна истрага за тоа кој свесно ги направи пропустите во обезбедувањето на собранието. И тоа може се да биде докажано. Затоа што на овој начин се стави во функција дел од партискиот апарат во МВР на насилници кои што дојдоа со цел да убијат некого. Јас не можам да кажам дека немаше и полицајци кои што дојдоа и застанаа во одбрана на нас. После некое време. Да, Па не на крај. Дојда во салата дури бевме. Не, велам на крај, кои беа тие единици кои што дојдоа и го направија финалното евакуирање, расчистувањето? Тоа беа и предпоставам. Специјалните единици кои што после скоро 2 часа добија наредба да можат да постапуваат. Има ли професионални јадра во МВР? Ја и кога бев министер. Или тие се во сенка на... Јас и кога бев министер и сега кажувам дека има многу професионалци во Министерството за внатрешни работи. И тие професионалци во Министерството за внатрешни работи се расфрлани на сите можни позиции, додека раководните позиции ги држат исклучиво партиски структури. Сите раководни позиции, па дури ако може да се рече една позиција под таа раководна позиција, се со цел да може да се прават вакви пропусти кои што ги имаат. Верувајте дека и дел од тие луѓе сега се разгневени заради тоа што синоќа на дело се покажа како не делуваат службите, како помагаат обиди за убиство. Ние видовме дека денеска излезе министерот за внатрешни работи, неговите забелешки кон однесувањето на директорот на Бирото за јавна безбедност Чавков беа многу сериозни, но потоа видовме и Чавков самиот излезе во своја одбрана, а подоцна и техничкиот премиер Димитриев. Она што е интересно за мене во изјавата на Димитриев е дека тој го отфрла она што Нухиу, како вели, се обидел да персонализира некаква наводна одговорност на директорот на Бирото за јавна безбедност, но Димитриев меѓу другото вели истовремено сум вознемирен и жалам заради некои информации за прекумерна употреба на сила врз некои граѓани од страна на некои полицајци. Па видете, ова полицемерно нешто да се слушне од пратеник Емил Димитриев, кој што не е премиер. Тој не може да биде премиер во исто време и да биде пратеник според уставот на Република Македонија, или министрите да бидат и министри и пратеници. Жално е што им е верификуван мандатот, а тие се уште земаат плата од влада и се водат на платен список во влада, а треба да бидат на платен список на собранието и да се со заснован работен однос тука. По лицемерно однесување и заштита на ова што се направи како упад во собранието на Република Македонија и од премиерот кој што треба да го штити собранието заради тоа што е пратеник во собранието на Република Македонија, не сум слушнал. Без да се осуди насилството врз пратениците, без да се осуди насилството врз луѓето кои што требаше да бидат убиени и линчувани во законодавниот дом, а да се осудува полицијата, оние кои што постапиле професионално, кои што биле внатре, дел на луѓе кои што постапиле професионално е повеќе од лицемерие. Наместо да ги осуди сите оние непрофесионалци, партиски послушници кои што не сакале да застанат во заштита на институциите на животите на луѓето. Но се чини дека напразно се овие критики и забелешки за тоа што вчера полицијата го правеше, односно не го правеше во еден период од ноќта, бидејќи пораката од настапот на Чавков е дека прво тој не мисли дека е воопшто одговорен за било што и второ очигледно дека нема намера да го смени своето однесување и дека мисли дека може да продолжи вака. Видете, јас нема што да додадам повеќе од тоа што го кажал министерот за внатрешни работи, бидејќи тој најдобро ги знае сега состојбите, направил оценка на она што се случувало и во штабот и
генерално во полицијата, нејавувањето на директорот на Бирото за јавна безбедност час и половина без давање на наредба да се делува во собранието. Значи јас слушав како разговараа со нив и како одговараат луѓето од штабот дека немаме наредба. Таа не треба да се персонализира во едно лице, заради тоа што таму има многу одговорни. Не е еден човек одговорен само за оваа ситуација. И тие што се во штабот на пониски нивоа, кои што биле задолжени да го штитат собранието на Република Македонија, мора да одговараат. Не може вие да не постапувате кога е загрозена безбедноста на луѓето, на пратениците, на новинарите, на сите вработени во собранието. Не може да постапувате кога има насилен влез во институцијата заради тоа што немате наредба. Полицаецот, според законот, не постапува кога ќе му се издаде наредба која што е спротивна на закон. Меѓутоа, во ситуации во кои што инфлагранти се гледа дека постои опасност по животот, здравието и по имотот на луѓето, секој полицаец, особено на пратеници, секој полицаец, не е тоа дека се пратеници. Пратениците не се ништо друго, и тие се граѓани на Република Македонија. Не треба сега да додаваме дополнителна тежина заради тоа што ние сме пратеници. Јас сум обичен човек и мојот живот е исто толку вреден колку што е на вас или на било кој работник во Република Македонија. Јас не сум дел од политичарите, овие кои што 10 години ја пропастуваат Република Македонија, кои што замислуваат дека нивниот живот е поскап од животот на сите други. Не, сите сме исти и пред закон и пред Бога, и тој полицаец кој што гледа дека не се штити здравието, имотот или е доведено во опасност животот на луѓето, треба да реагира во прав момент. Да. И затоа секој тие луѓе што синоќа постапува, што реагира, имаше дел и од единицата Алфа, кои што беа тука присутни, кои што сесредно помогна. Имаше дел од луѓето на внатрешното обезбедување на собранието, кои што се дадоа себе си. И началникот на внатрешно обезбедување и дел од луѓето од внатрешно обезбедување. Што не можам да кажам дека сите полицајци од внатрешното обезбедување тоа го направија. Имаше дел на луѓе од специјални единици што се дадоа максимум себе си. Меѓутоа имаше и други кои што стоја со џебови во раце и кои што им помагаа на насилниците да влегуваат, да дивеат низ собранието и да ни го загрозуваат животот на нас, а со тоа да го загрозуваат мирот и стабилноста на државата, а и пошироко на регионот. Министерот Нухил рече дека ќе ги активира внатрешните механизми на внатрешна контрола во МВР. Прашање е како навистина. Овде треба не само внатрешна контрола, треба да се направи посебна работна група со решение на министерот кој што ќе превземе сите мерки на истрага внатрешна, заедно со внатрешната контрола на тоа кои се плановите, кој требал да постапува, кој требал да реагира, кој не постапил, зошто не постапил и така натаму. Меѓутоа овде треба да се вклучи јавното обвинителство на Република Македонија. Вие се сеќавате како дел од протестантите на шарената револуција по 30 луѓе беа притворени заради тоа што наводно се буткале со полицијата, наводно не дозволувале вршење во служба на лица, дури имаше одредени и притвори. После синоќешното насилство немате ниту еден приведен. Наводно сумњено биле задржани, да. Оделението за насилен криминал не реагира воопшто. Значи, ова е едно сценарио кое што целиот партиски апарат го има направено. Меѓутоа, сценарио кое што не дека не е предвидено. Е предвидено и ние сме калкулирале со лудоста на овие кои што се во институциите. Вие велите припадници на шарената револуција беа притворени само затоа што се туркале со полицијата. Да бидеме искрени, синоќа немаше туркање. Не, циничен сум повеќе. Синоќа немаше туркање заради тоа што полицијата си ги отвори кордоните и вратите на демонстрантите. Тоа е, затоа реков дека е ова сценарио кое што помогна да се реализира, за среќа не до крај, убиството и линчот на пратениците. Иако и во ова досега имаше многу политика, за чисто политичките теми сакам да разговараме, но малку подоцна. Претходно ќе го погледнеме Иво Вајгл, известувачот во Европскиот парламент за Македонија, по синоќешните настани во собранието. Со него разговара Владимир Мирчевски.
Господине Вајгал, што мислите за вчерашните настани во македонскиот парламент, каде група пратеници, вклучувајќи го и лидерот на опозицијата, беа нападнати и сериозно повредени од толпа демонстранти? Ја мислим да су то врло тужни и врло драматични моменти за Македонија и желео бих да се нису десили. Меđutim, били су заправо неко логично наставак онога што се зове политика на улици. Ја мислим да за тоа што се десило у парламенту највеću одговорност носе они политичари кои су позивали лjude на масовне демонстрације, при чему веćina од нив кои су учествували у тим демонстрацијама нису знали заправо против чега протестирају и били су заправо заведени великим делом. Ја мислим да е сада свима јасно да тако далje не може. Да е дошло време kada mora Makedonija naći snagu da se ogradi od nasilnika, da se ogradi od ulične politike i da svi političari, posebno oni koji su potpisali Bržinski sporazum prošle godine, da se drže svojih obećanja, da će svoje interese lične, a i interese svojih stranaka podrediti zajedničkom interesu države. To u ovom trenutku očigledno nisu imali u vidu kada su se upustili u konfrontacijsku politiku, u obstrukcijsku politiku, u kršenje svih demokratskih normi koje vladaju u organiziranom demokratskom svetu. Господин Вајгал, претходно зборувавте за одговорност. Председателот Иванов не го осуди насилството врз пратениците. Министрот за внатрешни работи, кој од ДУИ за виновен за неделувањето на полицијата, го посочи директорот на униформираната полиција, кој пак е од се уште владеачката ВМРО ДПМН. Но ја мислим да е полиција у том случају заказала, da nije uradila ono što bi trebala uraditi, a to je zaštititi integritet i dostojanstvo parlamenta. Tako da ja mislim da je potrebna istraga, objektivna istraga, da se utvrdi ko je zapravo odgovoran, a da se posebno kazne i to vrlo odlučno svi oni koji su bili neposredno umešani u nasilje. Nasilje se nije desilo samo od sebe, nasilje su sprovodili ljudi čiji identitet verovatno nije teško utvrditi. Ja mislim da je to prva zadaća danas policije i organa unutrašnjih poslova, a prva nalog, odnosno najznačajniji zadatak politike je da smiri stanje, da smiri ljude, da im vrati sigurnost i pouzdanje i da nađe zajednički jezik na pitanjima koji se tiču svih građana Makedonije, bez obzira koje nacionalnosti da su. Господин Вајгал, Европската унија го поздрави изборот на Талат Џафери за нов председател на Собранието, но неговиот избор го оспорува ВМРО ДПМН, а и Ѓорѓи Иванов. Што ако председавачот со седницата одбива да го предаде кабинетот на Џафери, а Иванов и понатаму одбива да го даде мандатот на Зоран Заев? Гледате, наравно да je Evropska unija, da je i Evropski parlament pozdravio činjenicu da je napokon izabran predsjednik parlamenta. To smo očekivali već jako dugo. To je zapravo jedan potpuno samo po sebi razumljiv čin nakon što je utvrđeno da u makedonskom parlamentu postoji većina i to solidna većina. Ne može se popuštati želji nekoga da pod svaku cenu zadrži vlast i onda kada bilo izgubi izbore ili nije sposoban da u saradnji sa drugim strankama
obezbedi parlamentarnu većinu. Ja mislim da je bila strategija VMRO nakon izbora potpuno neprihvatljiva i štetna za državu. Mislim da je bilo i postupak predsjednika Makedonije, gospodina Ivanova, vrlo teško shvatljiv i da snosi veliki deo odgovornosti za to što se desilo svih ovih dana, ovih meseci, pa i sinoć. Ви благодарам многу, господин Вајгал. Hvala vama. Пораките од меѓународната заедница се многу чисти, многу јасни, многу директни. Се уште во студиото е Оливер Спасовски, пратеникот од СДСМ, поранешен министер за внатрешни работи. Разговорот со него ќе го продолжиме по кратката пауза. Бидете со нас. И понатаму сте со емисијата 360 степени на Алсат. Во студиото е Оливер Спасовски, генерален секретар на СДСМ. Господин Спасовски, и НАТО, и Европската унија, и Соединените американски држави, и Германија, и редица други западни демократии го признаа изборот на Талат Џафери за председател на Собранието. Но сега прашањето е дали Трајко Велјановски ќе му го предаде кабинетот на Талат Џафери. Видите, сите демократски држави знаат да поштитуваат парламентарно мнозинство и волја на мнозинство на граѓани на една држава. Овде волјата на мнозинство на граѓани на една држава е рефлектирана преку парламентарното мнозинство кое што е создадено во Собранието на Република Македонија. Трајко Велјановски е председавач на седницата. И тоа ќе кажам нелегитимен. Затоа што со седницата требаше да председава најстариот пратеник. Вие се сеќавате дека на првата седница на конститутивната јас реагирав на ова, дека е спротивно на уставот и на деловникот да Трајко Велјановски председава со седницата. Тоа покажува дека уште тогаш имале сериозни намери за блокада на собранието. Трајко Велјановски не може повторно и повторно да злоупотребува користење на кабинет, користење на сите ресурси во Собранието на Република Македонија, заради тоа што е исто пратеник како секој од нас. Кога би можело да се случи примопредавањето? Одлуката важи со денот на незиното донесување. Ја очекувам дека тоа мора да се направи во наредните денови со Собранието на Република Македонија нормално да почне да функционира. ВМРО ДПМН не го признава изборот на Талат Џафери. Еве да го слушнеме Никола Поповски, техничкиот министер за надворешни работи, за кој што вие ќе кажете дека е пратеник. Денеска на Малта имаше неформален состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија со шефовите на дипломатиите од земјите кандидати. И таму Поповски беше соочен со директни прашања од странски наши колеги новинари. И тоа директно прашан како ќе постапи ВМРО со оглед на пораките од меѓународната заедница дека треба мирно да ја предаде власта. Па да видиме што одговараше Поповски. What happens now? And what do you want to happen? Do you want this new Parliament speaker to step down, or will the President stop blocking the creation of the government or continue blocking it? Can you be more specific than just saying we have to agree in the future? I don't think that we can elect anyone if we don't follow the procedures. In this case, the legal procedures haven't been followed. It means that we need to bring the legal certainty by following the rules of procedure. Otherwise, everybody will start doing his own decisions outside of the institutions. I do feel that we have very strong disagreements about a number of issues, but each one of them has to be debated and decisions have to be taken within a legitimate procedure and within legitimate institutions. The German foreign minister said very clearly just half an hour ago that after an election, if you lose it, you have to step down and you have to make way for a new government. So when is that going to happen?
That has to happen if this is the choice of people, but we have to remember that Macedonia has some specifics in its political customs and legal order, and that we have to respect that this happens within what has been the custom so far. I don't dispute the fact that we might have a different majority, but this different majority has to come up within legally binding procedures of working of the parliament. Поповски е на линија на она што како пораки стигнува и од лидерот на ВМРО-ДПМН и од други представници на ВМРО-ДПМН, а и од председателот на државата дека биле прекршени деловникот, уставот и дека изборот на Талат Џафери за председател на собранието е нелегален. Овде не станува збор за никакво прекршување на уставот, деловникот е прекршен, јас кажав да, во моментот кога Трајко Велјановски седна да председава со ова конститутивна седница, деловникот се кршеше во континуитет секоја седница, продолжение на секоја седница во собранието, кога се зборуваше за се и се што, само не за точката на дневниот ред за комисијата за прашањата на изборите и именувањата. Неделовнички беше тоа што јас побарав неколку пати да ме поддржат 10 пратеници и согласно членот 78 ставот 2 да преминеме на работа по четвртата точка од дневниот ред, затоа што членот 78 став 2 е многу јасен, дека во текот на седницата пратеник може да побара со поддршка од 10 пратеници да се премине на наредната точка на дневниот ред без претрес собранието, односно председавачот, односно председателот на собранието, ова го става на изјаснување. Тоа неколку пати беше оспорено од страна на Трајко Велјановски. Вчера во собранието, во процедурата, председаваше најстариот кој што се нафати да председава со седницата. Врз основа на овој член 78 ставот 2 е донесена одлука со која што се премина на избор на председател на собранието, односно на четвртата точка од дневниот ред. Сите беа присутни пратеници и од парламентарното мнозинство и од парламентарната опозиција, односно од ВМРО-ДПМН. Од присутните никој не се јави за збор, иако председавачот со седницата тоа го побара. Се гласаше, 61 глас се доби да Талат Џафери биде председател на собранието. Таа одлука е легитимна, валидна врз основа на сите норми кои што се пропишани со деловникот и мора да имаме мирно предавање на власта, односно на собранието. Една од впечатливите работи во текот на вчерашниот ден беше отсуството на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, од седницата и од самиот чин на избор кој што несомнено за албанската заедница е историски чин во Република Македонија, но Али Ахмети не присуствуваше на тој чин. Денеска вашиот лидер се обиде да го оправда, но не беше докрај јасен, велејќи дека отсуството на Ахмети било претходно координирано и остави на јавност и на новинарите сами да заклучуваат зошто било подобро Ахмети вчера да не биде на седницата. Навистина и вие така мислите? Па не, тоа не беше оправдување денеска да лидерот на СДСМ Зоран Заев го правда лидерот на ДУИ. Туку едноставно кажа тоа што беше договорено. Договорено беше Али Ахмети да биде надвор од причини кои што може да бидат истражени и познати на јавноста. Мислите дека тоа дополнително само ќе ги зовриеше работите? Мислам дека можеше да има и друг тек и полош на станите и токму заради тоа проценката наша и договорот кој што го направивме во тој правец. Иако многумина би се прашале тогаш зошто Заев себе си да се изложува на ваков тип на ризика, не и Али Ахмети, но добро. Како ќе стигнете до нова влада? Иванов не го признава изборот на Талат Џафери, веројатно ќе следува преземање на кабинетот на председателот на собранието. Вие велите Талат Џафери ќе му испрати официјално писмо на Иванов дека мнозинството е потврдено, е конституирано во рамките на собранието како основа за тој да го даде мандатот. Но тој прво веројатно ќе тврди дека ниту правната, а понатаму ниту политичката пречка, а тоа е платформата, односно заедничката изјава на партиите на албанците, не се отстранети. Видете, Иванов се понаша во целиот овој период како обична марионета на ВМРО-ДПМН. И тоа што тој го прави воопшто не се негови одлуки, тоа се одлуки кои што некој му ги соопштува како треба да се работи. Едноставно Иванов
е како некој автомобил на батерија кој што некоја страна го управува со далјински управувач. Тој искажа правни и политички пречки за тоа зошто не го дава мандатот. Тој нема можност уставна и тој во моментот го прекрши два пати уставот. Прво, го прекрши уставот кога го даде мандатот на Никола Груевски, односно на ВМРО-ДПМН за состав на владата. Членот 90 од уставот, кај што кажува децидно дека председателот по конституирањето на собранието го дава мандатот на партијата или партиите кои што имаат парламентарно мнозинство во собранието на Република Македонија. Тогаш беше даден мандатот врз основа на едно писмо кое што Груевски му го пишал на Иванов, во кое што тврди дека во името на Коалицијата за подобра Македонија, заедно со досегашниот коалиционен партнер, ние имаме оформено мнозинство. Меѓутоа, после додолувањето на мандатот, ние бевме свесни на 20-дневно договарање и преговарање со Демократската унија за интеграција и се покажа дека немало парламентарно мнозинство во моментот кога бил додаден мандатот. Второто прекршување на уставот е во моментот кога Иванов додава услови или зема повеќе права од тие што му припаѓаат. Председателот на државата го доверува мандатот на партијата, односно партиите кои што имаат мнозинство во собранието. Во моментот кога тој побара од нас да обезбедиме потписи од оформено парламентарно мнозинство, ние му доставивме 67 потписи на пратеници кои што потврдуваат дека има парламентарно мнозинство. И тука неговата улога завршува. Нема политички пречки во ниту еден момент. Тоа што некој си измислува, изговори, за да постапува според наредбите кои што му ги даваат структурите на ВМРО-ДПМН кои што не дозволуваат мирен трансфер на власта, е нешто за кое што ќе мора и ќе се сноси сериозна одговорност, не само политичка. Полека привршуваме. Дали ако Иванов остане на овој свој став и одбие да го даде мандатот на Зоран Заев за формирање влада, можеме да сведочиме на избор на влада на не толку ортодоксен начин? Ние сметаме дека овие постапки треба да ги направиме со испраќање на писмо и така натаму, се она што Иванов го смета како правен пропуск за да го добиеме мандатот. Јас мислам дека после случувањето во Македонија Иванов треба да размисли сериозно што прави на државата и каде ја турка Република Македонија и не само Македонија, туку и генерално регионот носи сериозна одговорност и треба да се вразуми и да го довери мандатот врз основа на уставот на Република Македонија. Инаку, само едно ќе кажам, председател на собрание, рековме дека ќе се избере председател на собрание и мора да има и нова влада на Република Македонија. Дали климаксот на кризата е поминат? Па кризата трае подолго време, кризата е на самиот крај. Зависно од тоа, ако сметаме дека уплашените најмногу се плашат на својот крај и прават многу нерационални потези, каде што е климаксот на кризата, тука е и крајот на режимот. Благодарам многу што вечерва бевте дел од 360. Ви благодарам за можност. Вечерва од оправдани причини нема да гледате Саботажа, ќе ја видите во следното наше издание. Благодарам што бевте со нас, гледајте не и в понеделник од 22:30. Пријатно.